conference report is adopted. Потпишувањето на законот усвоен од Сенатот и Представничкиот дом, а со кој федералните агенции остануваат оперативни до 30 септември, од страна на председателот Трамп, ќе донесе крај на двомесечната битка околу владиното финансирање. Но проблемот е во тоа што во законот не се предвидени средства за ѕидот на границата со Мексико, на кој инсистира Трамп. Тој веќе најави дека ќе прогласи вонредна состојба која ќе му помогне да го заобиколи Конгресот и да пренасочи милиарди долари за да го изгради ѕидот. Со ова Трамп отвора нова конфронтација и создава најризичен правен предизвик во досегашниот негов мандат. Спикерот на Представничкиот дом од Демократската партија, Ненси Пелоси, изјави дека членовите на нејзината група ги разгледуваат сите опции како да одговорат на потегот на Трамп. So the precedent that the president is setting here is something that should be met with great unease and dismay by the Republicans, because if the president can declare an emergency on something that he has created as an emergency, an illusion that he wants to convey, just think of what a president with different values can present to the American people. Лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Маконел, изјави дека го поддржува председателот, но неколку други во републиканскиот камп искажа длабоки резерви. Многумина конгресмени изјавија дека воопшто немаат идеја од каде председателот Трамп ќе најде пари за ѕидот. Според Националниот акт за вонредни состојби, председателот може да прогласи национална вонредна состојба, но треба да обезбеди конкретна причина за тоа. Вонредната состојба овозможува мобилизирање на стотици овластувања за итни случаи. Тие и дозволуваат на Белата куќа да објави воена состојба, да ги суспендира граѓанските слободи, да ја зголеми војската и да ги ограничи трговијата, комуникациите и финансиските трансакции.